И како што е редот, секогаш со почетокот на полека вози си ти, значи се прекрасна е атмосферата вдека, можеш да признаеш? Искрено да, многу ладно, многу убаво си мириса околова, чисто, браво. Да. Електрично такси знаеш дека имам? Да, знам дека имам, но ретко е да начекаш такси во денешно време да мириса убаво, да е ладно, да е чисто. Да е чисто и да е се. Да, одлично. Добро, тоа е бирајт приказната. Ќе ти кажеме после како до апликација и све, ако некогаш не дај Боже ти треба. Како што ќе ти требаше за малца. Така. Да. Слушај, ама знаеш што не кажавме? Не кажавме како се викаш. Секогаш гостинот си го кажува во името у камера. Секогаш целото име или како сакаш? Познат како DJ Мац. А како се викаш? Маријан Петровски. Јас се извинувам, морам да ја затворам вратата. Вратата твоја не затворена? Да. Се извинувам. Ти е DJ Мац. Да. Добро, и сега те препознаваат како ќе влезеш во такси? Искрено многу малку се возам со такси, освен ако имам среќа да ми ја земе колата пајак. Обично тогаш се возам со такси до Нова железничка да си ја земам колата. Си имал такво искуство? Да, имам, како немам искуство. Да, пајак да те однесат тамо? Да, си имам, пошто не знам, ете. Па знаат да се случат такви ситуации, некогаш кога ќе се случи нешто на брзина, да сакаш да завршиш работата, е баш тогаш кога ќе се случи тоа. Точно. Пошто нели сакаме све да биде на брзање, на трепкачи ќе оставиш од банка, например, пред банка ми имаат земено. Не излезе. Да, пред банка, затоа што брзав, нема време да паркирам. Ја остави и мислев дека ќе биде брзо, но никогаш во банка не е брзо, ја остави со трепкачи. Си земав такси и си ја земав од Нова железничка. Топ, добро. Ако ќе влезеш у такси вака, ако има друга музика, па си побараш нешто твое, да пушташ, има и така нешто? Па не, немам... Што треба да бараме на паркингов? До кај треба да одиме? Па до тука. До Зилен? Кажи, Зиленци. Поминавме. Поминавме? Добро. До тука, дечко, ќе ви платиме после. Да, до тука. Сакав... Што правиш кога не е добра музика во такси? Немам навика да се мешам, но знае да ми смета ако има некоја таква народњачка кафанска, само да кажам те молам барем да намалиме. И тоа е тоа. Добро, сега немаше музика за снимање, ама и не верувам дека во бирајт приказната има таква. Не верувам, јас пошто премногу културно делува. Ето, ајде да одиме го. Ајде. И сега сме на место каде што може да си ги покажеш и своите вештини, DJ Мац. Така е, на ова жешко време само добри вештини да не извадат и ништо друго. Ништо не рачавме, само обична водичка со кисела водичка, ама добра е. Битно да се освежиме. Сега кажи ми, од водно си, а? Водно, па цели 37-8 години, да. Каде, во кој дел точно на водно? Водно сум горе на државна болница. Аха, или под Панорама. Спроти државна, во тој дел? Горе, уште према водно. Уште пред, кај Кочораци, над Кочораци. Горе, да. Добро. Таму сум си лево на уличката, таму пораснав, таму моето детство беше низ тие улички. Идев и низ други мало, но сепак пораснав по тие улици таму. Што значи да си водњанец? Што значи да си водњанец? Па не знам што значи искрено, значи да живееш на мирно место, значи да живееш во една чиста околина со чист воздух и немаш узурпирање од бутици, продавници, од маркети, од ништо, така да едно мирно местенце за живење. Добро, ако те прашам од прва што ти тикнува на некои будалаштини правени на водна? На многу, искрено игравме како мали многу оние детски игри што беа со топка, со градни стапче. Добро. И тука на тие детски игри многу знаевме да си направиме шала, нели, пошто самите игри беа такви. Она игра на што е со топка, шуто дупе, па нели треба да се наместиш, па да... Како? Која? Шуто дупе, така се викаше таа. Шуто дупе. Да, така се вика таа детска игра на времето, знаат гледачите. Шуто дупе не сум чула. Да, играта беше да треба да ти да се наместиш и некој да те шутира со топката по задникот. Така да. И знаевме нели како млади ни врие крвта
си шутнеме малце појако и малце поише да не пече задникот, ама па ќе кажам тие времиња фалат и беа едни од најдобрите. Да. Ако те прашам водно другари, на кој прв ти текнува, на кои малски деца кои што ти Па се искрено другари си уште можеби или не знам. Па не, се реално нема на сите ми текнува затоа што не можам еден да извиам сега да нареча тој поише го Добро, сакаш. кажи неколку мина барам да ги поздравиме во оваа прилика. Не знам, Ти имал еве. можност да ги поздравиш Да, вака. ајде ќе ги поздравиме Алек, Борис, Алек, Борис и Дара. и Дара. Добро. Ти беа од уличка од мало, од твоето баш мало или не баш? Од наша улица, Од буквално. наша улица. Како е таа улица? Тасино Чешмич. Тасино Чешмиче, добро. И сега шо игравте друго или како нешто други будалаштини? Будалаштини, па се А играше не, ова многу. водњанците се познати по будалаштини, да Да. се договориме. Барем така ги зборуваат. Не знам ти дали Па си што ги знам, чул тие? не знам, па мислам Муабет. дека секоја населба ги имаше овие игри. Да. Често знаевме да играме, како се викаше, джамли. Джамли, добро. Да. Жмурките обавезно навечер. Така да, и жмурките беа доста интересни да ти кажам, пошто нели темница се криеш кој попрво ќе стигне да поплука. Добро. Така да, па тие се игрите устори што го бележа и детството од тоа време, што за жал во денешно време ги нема. Да. А кажи ми, твоите се од Скопје, баш од Скопје или се... Баш, татко ми е чист скопјанец, мајка ми не. Добро, татко ти, всушност, тоа е куќа на дедовци и баби, така натаму, така? Да, Таа куќа так, во, да, на водно. Да, така е, да. Татко ми е цел живот на водно, по Аха. татко и мајка. Мајка ми си дојде кај што е местото На водно? на водно. И Добро. тоа е тоа, таму И си тоа е тоа. пораснавме, да. Да. Колку си ги слушал од дедо, баба или колку си имал можност за некакви старо Скопје за оние други времиња некој? Си слушал некој муабети? Па искрено За тоа какво било корзо, морзо, нели сите тие муабети? Па знаеш како? Кино. Да, знам, памтам на времето дека нели беше многу мода да искочиш ти своите да те прошетаат на плоштадот. Добро. По тогашно време не постои, па можеме да направиме реклама. Тогашно време Чичко Стоилко, нели? Чичко Стоилко, така. Позната сендвичара и Аха. многу бевме средни кога идеме таму или кога ќе отидеме на сладолед во Малага во центар. Е, стварно, Малага е Малага. Да, значи Сега одиш? Например, знаеш да отидеш во Малага на сладолед? Знам да отидам на сладолед, ама не знам Малага дали ще работи. Работи Малага, може ли Да. Малага да не работи? Да, па немам отидено буквално Да. таму, но знаеме да се скочиме на сладолед нормално. Така е, добро. Паметиш сладолед, паметиш стоилка. Што друго паметиш? Паметиш оние будки тука за време на Нова година? Знаеш какво беше со тезги цело? Паметам, да. Нели? Да. Со многу снег. Со многу снег, да, сега ќе кажам, да. Скопје како што не го познаваме Да, сега. да. Види, мислам дека порано беше пак едно поинакво време од ова што е денешново. Порано многу знаевме на многу мали работи да се радуваме. Така е. Во право си. Дали е на таа куќерка со снег, дали многу поише ги гледавме духовните работи, да кажам, за разлика од онаа денес што е материјалното. Но еве ајде да се надеваме дека ќе се врати оно подобро време некогаш од порано, барем јас сум оптимист и ги гледам така работите и ќе биде пак повторно ќе завладее она духовна енергија. Така е, да. Каде учеше основно во Коча? Основно учев во Кочорацин, да, на Добро. Водњанска Како школа. е? Убаво е да се биде дел од Кочорацин? Супер, се смешкаш, искрено. значи добро. Не, знаеш како? Ајде а, како? Тие што ме знаат дека бев доста позитивен и се уште сум и знам да направам многу глупости. А Какви Кочорацин глупости, баш сега например? брзо го раскажав на сопругата дека ме потсеќа на многу убави денови, имавме многу кул директор, многу добар. Добро. Дозволуваше буквално се до тој степен Е, што правата? до тој степен да веројатно човекот си носеше секогаш за него бомбончиња. Добро. А ние, пошто он таква енергија ни дае, знаевме многу да му се израдуваме. Аха. До тој степен да ни дозволуваше да му се прикранеме позади и да му скокнеме на грб. Јас ушка? тоа на ушка. Леле. Јас тоа го правев, буквално знаев да се стрчам во Кочорацин кога ќе го видиме. Добро. Искрено не ми текнува на На името. името? Не можам Добро. да се сетам, меѓутоа беше многу далеко, нели, Аха, друго време. Така е. А и самиот он многу сакаше деца, си се Аха. радуваше кога ние ќе му се радуваме на него. Да. И ќе му се стрчаме, ќе му рипнеме на грб на ушка. И тој ја Па носи. ќе се сепак нели директор, ама Да. сега ние у тоа време Деца. деца Да. нели сега ај сега скокни на директор на ушка кај можеш.
Друго скогавме и он пошто си носеше веројатно за него, знаеше да не изненади да ни дае по некој бомбонче и ние си се радувавме на истото. Да. Така да Кочураци е едно многу одлично школо, основно училиште, кај што имавме многу убави школски денови. Да. Кога тргна приказната со музиката и диџеј Мац? Тоа тргна во средното школо, медицинско. Медицина. Ајде, Мацу, медицина учеше. Да, медицина и музика. Чекай, да, нешто знам, ти си лаборант, така е, да, добро. Запишав медицина лаборант, каде што, нели, 4 години се учи и тука негде на крајот на трета, четврта година, не можам точно да се сетам. Можам да кажам сега сум мише дека скоро 27 година диџеј. Да. Така да трета, средно или четврта почнам со музика. Почетоците ми беа. Како почна? Тоа ме интересира. Некој те воведе во ова, ти сакаше да слушаш музика? Не, сопствената желба ме воведе во ова, така да ми беше желба како еден човек може да допринесе за повеќе поголема маса на луѓе, да пружи добра енергија, многу убава енергија преку музика. Јас музиката многу ја сакам и се уште ја сакам нормално. И си реков зашто да не бидам и јас и да не, нели, да почнам да се залагам за истото. Така да почетоците беа за разлика од денешно време многу тешки, пошто денешно време енергијата е многу опремата е многу понапредна. Поинаква, така е. Поинаква и тогаш кога немаше тоа што го има денес, па морав да се мачам на 2 DVD плеера со снимање и режи, тогаш многу цедиња се снима. Добро, што ќе пуштаме сега во продолжение? Значи, која е првата музичка пауза вака што ќе ја правиме? Во продолжение ќе ми кажеш како се станува? Можам од одма да станам диџеј? Можеш, меѓутоа веројатно и ја не на оваа опрема. Добро. Да. Како се станува диџеј? Да, диџеј се треба да станува со тоа што ќе ја чуеш првата песна што ја спремив. Ајде. Тоа е Нина Спирова и би звучело вака. И си играш вака, така? И си играм вака. Сакаш да ја чуеш? Дај да ја чуем песната што ја знам. Ајде. Слушаш? Да. Добро ова е. Нина Спирова е направи една селекција како да кажам од некое етапно време. Нина Спирова од тогашното време, да кажам, од постарото време. Ја пуштивме, нели, зборува и за Скопје, да не асоцира на темата, да ни ја пружи таа енергија и така. Супер. Ајде, можеме да се одмориме ние сега во пауза додека оди зборуваме за Скопје, може? Може. Ајде. Марча? Да појачаш. Уште? А кога пушташ музика вака во кафичи, што е изборот што треба да го направиш? Изборот е оној за кој што јас сум се определил. Мене определувата ми е хип-хоп музиката, олдскул музиката на таа гранка што викам јас и ретро музиката. Нели генерациите се менуваат, но ајде да кажам дека 60-70% си го пуштам хип-хоп по локалите, меѓутоа има локали кај што се уште ја негуваат на ретро музика, првичната на времето, кај што таа е музика за разлика од ово денешно време. Така каква е таа музика? Мораш да кажеш сега, нема вајде да ни се најдете некоја. Да, таа музика се мисли затоа што многу природно звучеше со инструментите што ќе се отсвират на тоа време. Се беше во живо, се беше во живо, за разлика од денес што е многу компјутерски измонтирано и наместено. И така да има и локали каде што се негуваат таа ретро музика странска 80-те, 90-те, за која што и јас многу ја сакам. И знам да ја пуштам на доста често, нели, на локали каде што искачаат стари луѓе, да се изразам така, пошто има дел од музиката што и новиве генерација знаат, но сепак да кажам еден ретро диџеј сет цел да го истерам не би знаеле голем дел од песните затоа што, нели, од тоа време е тоа. Да.
Добро, ти растеше во времето кога всушност во Скопје, освен овие странски нели песни кои што ги слушавме сите заедно и беа интересни, нели, одевме на забави со нив, имаше и македонска музика која што на вистина имаше една експанзија и хитови, песни, и квалитет и квантитет, да се договориме се заедно, па дури и добри спотови, што мора да забележам, нели, во тоа време беше експанзија на се. Па, тоа е тоа што велам, како за странската, така и за македонската. Во тоа време исто и македонската музика беше повише, нели, снимање инструменти во живо, вокалите звучеа природно како што звучат, без толку да се монтира тоа аутотюн или компјутерски. И многу повише хитови се правеа и многу често се правеше музика, за разлика од денешно време, малце потешко се прават и хитови и помалце музика. За жал, не знам зошто е тоа така. Ако се сетиш која беше првото место освен оној кафиче тамо на Водњанска или некаде на Водна, нели, кај што рече си пуштал музика или ти дозволила, потоа како се редеа работите, како тоа дознаваат луѓето, знаеш како луѓето за тебе, па нели ти одиш, се местиш и така натаму. Од секогаш бев човек кој сака да биде и секогаш сум кој сака да биде меѓу луѓето. И многу често знам да нели да движам, да шетам меѓу луѓе, да се дружам, да си правам муабети и постепено си повлечена енергија, нели, да си кажувам дека сакам да бидам диџеј, кога почнав во Црниче, потоа... А ти си работеше како лаборант во тоа време кога почнуваше се? Како беше? Не, тогаш кога учев средна медицина. Учеше средно, тогаш кога учев, да. А потоа? Потоа завршив, дојде и работа како лаборант и музика. Двете работи паралелно. Како ги правеше тие паралелно? Верувам дека тоа е дневна смена, така нели? Тоа е од 9 или од 8, како се станува? Нели, лаборантската работа е најчесто од сабајле се вади крв. И си идев прва смена да вадам крв, а навечер идев да пуштам музика. Леле. И пак ќе кажам, нели, ништо не е тешко доколку ти сакаме работите она што го сакаш. И кај мене беше и млади бевме, крвта вриеше, имавме енергија за да го издржиме и со тоа и се уште, барем кај мене, не се чувствувам воопшто стар, се уште знам да го правам тоа, малце медицината ми е на паузирање, но повторно ќе ја работам и немам проблем да искочам со двете, затоа што двете ги сакам паралелно исто, да не лажеме, малце музиката поише, малце музиката повеќе. Ако бидеме искрени, добро. Да, не, ако бидеме искрени, затоа што и поголем е бенефитот за разлика од медицината. За жал од држава медицината не е толку ценета и не е ни доволно платена колку што треба да заслужуваме да бидеме платени. Сакаш да ми кажеш ти си лаборант или си оној кој што лаборант што ги прави тие? Лаборант тој што зима крв и тој што зима крв. Тој што зима меѓутоа и крвната слика да изработи. Секогаш сум имала проблем со зимање крв. Па веројатно не си седнала на право столче или кај прав лаборант. И јас никогаш немам проблем, веројатно па ќе кажам затоа што јас сакам професијата. Добро. Се ја како во приказните, во љубовната приказна, да речеме кога би правила филм за диџеј Мас, би ставила дека ти тамо ја запозна твојата љубов. Така? И вадеше крв и така се запознав? Не. Мојата љубов ја запознав, уствари не ни запознав, беше присутна на моја забава на Водно горе на крст кај што ги правиме забавите. Гледа. Она беше присутна. Специјално дошла за тебе? Не знам дали не верувам дека тоа е специјално, пошто она не може да знае кој ќе пушта музика. Кој ќе пушта музика и евентуално и да знае кој ќе пушта, сигурно не би знаела дека диџејот ќе се пушти на нејзе. А тебе те бенди од прва, така? Од тамо многу луѓе виде неа токму, како беше? Не, воопшто не се ни сретнавме ние на таа забава. Само знаевме дека од последнелиот кога си пише на социјални мрежи на Инстаграм, да. Социјални мрежи. Нели од кога почнавме да комуницираме, морам да признам тешко беше за комуникација. Да, многу. Социјални медиуми знаат да бидат зизнати. Да, не социјални медиуми, она беше многу тешка, као ајде се диџеј Мат ми пише глупости таму и ми оставаше на син, викаше да ми ваќа. Ама бев многу упорен. Беше упорен. Те бендиса, значи ептен. Да, ептен ме бендиса, бев многу упорен, знаев да пишувам многу често, не оставав на рад. И почнавме тој муабет, па кажу, јас бев таа забава на Водно, кога ти пушташ и така знаев дека она била присутна, ама ние не сме се сретнале, да. Но кога си го вратев филмот, од некој видео, уствари она беше тука пред мене и играше многу со другарка. Тоа било тоа. Добро, имаме време за втора, чекај да станувам диџеј. Пушти погласно само, ми викаат од оваа режија кај нас. Знаеш која е? Знам, како не знам.
Ја знаеш да пееш? Знам да ја пеам, меѓутоа не сум некој добар пејач, али знам дека е многу добра песна. Лепи сол. Да. Си бил на настапи на Лепи сол? Имам отидено веднашка, да. Али искрено не им го знам цел албум. Добро. Искрено знам само неколку песни од нив. Скопје е една од тие песни, затоа и поставил лаптопот. Кога ќе зборуваш за Скопје, кога ти би требало да направиш песна за Скопје, што во неа би имало? Што ти се допаѓа во Скопје? Што ми се допаѓа? Искрено си го сакам Скопје, си ја сакам Македонија. Општо Македонија ја сакам како држава, а и Скопје затоа што тука сум роден. Но искрено би извоил многу работи, не знам, би го извоил центарот на градот, би го извоил водно каде што порасна нормално, би го извоил градскиот парк, би го извоил кеот на Вардар, така да нашето кале. Има многу места во Скопје што може да се посетат и да се видат и исто и да се опреат во песна, така да. Така. Кажи ми само кај искачаше? Највише ова пак ќе послушаме малку заедно. Кај искачав на многу места во тоа време. Во тоа време, кај се пушташе хип-хоп, слушаше, така рече? Да. Во тоа време постоеше едно дискотека Плаза, ако се сеќаш, Елемент се викаше. Да, се сеќам. Во Елемент дури тоаш више бев малце по зрелите години кај што тогашка беше многу модерно да бидеш и менаџер на диско, Беше менаџер? Да имаш гратиси во джеп и да делиш гратиси. Па што не кјутиш, бе, мат, кажи! Јас имав гратиси ми дава, пошто нели бев меѓу луѓето со многу пријатели, другари и знаат да ми доаѓаат на забави, имав гратиси, а во тоа време да имаш гратиси во джеп беше мац има гратиси, ќе го параме, мац, па нели имаш тука и предиспозиција како менаџер на диското, стоиш прилавен со обезбедувањето, па да пуштиш некој преку ред, нели? И Елемент ми беше од тоа време што ми остана во сеќавање искрено. И од Елемент мислам дека потоа се преселив не како менаџер, како диџеј. Оди ова уште, сега се послушам? Заврши. Заврши? Да. Добро. Заврши. Се пресели во Hard Rock, кај што колегите што се Hard постари. Rock за мене најубавата. Збориме за Hard Rock кај македонска телевизија. Тој Hard Rock тој Hard Rock најубавиот влез на свет со таква. Да. Колегите типик во еден период имаше, значи со сите султанати дискотека. Ми дозволуваа колегите, пошто нели бев другар со сите, се зближев, ми дозволуваа да пуштам по неколку песни, па тука беше радоста голема да застанеш пред толкава публика и тремата голема и стравот да кажам на некој начин, нели што е нормално да ти трепери во стомокот, пошто нели тоа беа почетоците да пушташ ти пред толкава публика во Hard Rock, макар и 3 песни, 4 да пуштиш, треба да ги пуштиш кој што треба, па како ќе изреагираат. Што значи кој што треба? Тоа ми е се важно. Сега на пример има опции безброј, така, сега ми спомена да не правиме реклами, ама ова чудово е многу пари, ова исто така е многу пари. Тоа се скапа упрема, но како беше во оној период од оние нели цедиња на кои што ги нели тогашка постои, па се уште постојат. Да, се уште постојат тие CD плеери, се уште постојат, кај што се работеше преку цедиња. Добра. И тоа е уствари диџеј, да знаеш да миксаш на тие CD плеери или не сме во фул состав моментално, јас сум и со грамофони. Да, ако имаш грамофони, што е идејата, што правиш? Грамофоните уствари се песната каде што тече. Добра. И преку тие грамофони ја пресвичуваш во, како да кажам, да. Тоа е преку миксетата, да. Меѓутоа преку грамофоните влегуваш у песна, да го фатиш ритмот на песната и да го наместиш од кај би сакал да почне. И нели си врти песната. Треба ли каква музичка наобразба за ова? Или само добро уво? Само добро уво, да имаш слух. Треба да имаш слух и да знаеш. Не, ја не сум школуван музичар, но... Имаше некој кој што ти ги кажа, некој цаки во однос на диџејството? Па не, знаеш како, се буквално сам следев, си гледав. Добро. Постепено сваќав која е поентата на пуштањето музика, дека треба да влезеш ритам у ритам, да го тргнеш басо, да го додадеш басо, високотонци, средни, нели сите тие работи. И све сам, буквално, од дугмиња до реализација на, пошто тогаш и јас почнав на тие CD плеери,
па постепено се менуваше нели како заработуваш, па си правиш апгрейд на подобро и подобро. Како правиш апгрейд? Што правиш? Што сакаш да имаш да ново? кажам, Ајде, од како се оди напред? Што правиш се оди по тоа? напред од да кажам еве од некоја поевтина миксета на поскапа миксета што имаш поголеми можности за Добро. ефекти, за Сега во оваа миксета што имаш можности ствари, ако можеш да ми објасниш? Па кратки црти можам да ти објаснам дека има многу работи. Добро. Имаш да пушташ многу ефекти, имаш многу песна од кај сакаш да ти почне да наместиш, имаш семплови се викаат тие на ефекти, на сирени, на аплаузи, да додаваш, да додаваш, да. Ете по ново време има и тие стемови што ги викаат кај што можеш на буквално на самата песна да ја оставиш на вокал и да влезеш со друг ритам од друга песна. Вау! Да, така да, значи, да ти помогне во миксањето всушност. Да така помогне некак. во миксањето и колку сме ние самите како диџеи иновативни за да го направиме тоа поинтересно. Диџеите од секогаш било предизвик и сме сакале нели да пуштаме на фестивали, на поголема на нешто каде што има маса многу на народ, луѓе, да. така. Имаше порано еден настан кој што се одржуваше во не Јане Сандански, не знам кај беше во или во Јане Сандански или Борис Трагов, не сеќам, да. Добро, што настан имаше беше? кај што се собира повеќе диџеи. Добро, добро. Да, кај што се собира многу повеќе диџеи. Знам дека беше еднаш со јутјуберите, кога беше на тој настан зборуваш или не? Само диџеи? Само диџеи, да. Не се сеќам се зашто зборувам, не можам да се сетам јас Добро, како не е сега важно. настан. Бевме собрани многу диџеи, кај што сите имавме многу беше настанот. Имаше и познато име, ама не можам да се сетам најискрено. Добро. Беше крстен по тоа да се знае дека ќе присуствуваат минимум 15 диџеи 20 Добро. од нашата држава Македонија, каде што сите ќе имавме по пола час 45 минути да испуштаме музика на огромен број луѓе. Значи огромна маса и тоа нели кога ќе стигне еден диџеј до таму, за него е тоа ептен како да ти кажам. Вау, мислам сега збориме за тоа време. Точно, сега поново време. Не е таа мала сала, таа 11.000 луѓе, така што не се тоа малку да те, нели да те будрат и да. Зборам тогаш во тоа време кога нели кога ти било поинтересно, сега више кога сум стигнал на повише место и у Шпанија и сегде да пуштам. Значи само се договараме, немаме многу време, треба да пуштиме ова последната што ми ја направи за избор и вака да брзам. Значи ќе останеш овдека во Скопје? Скопје ти е Скопје, место каде што би сакал да живееш? Дефинитивно да. Значи моментално не размислам за друго место, освен за Скопје. Скопје але се вика емисијава. Зошто навивам за Скопје? За какво Скопје навиваш? За какво Скопје? Па многу има да се каже за какво Скопје, пред се за чисто, добро, културно, мирно и ајде да кажам енергично. Енергично. Ајде да видам изборов. Се дружиме и од следната сезона. Владо Јаневски, а? Да. Ова ја знаеш? И овдека ти го спомнува водно, знаеш дека? Ако не знам, све си знам. Ајде живееш. Добри си. Нека си тера музичи. На водно. Ето го водно. Мирно диша. Мирно диша ко човек жив. Ко човек жив. Види, во секој случај песнава е, како да ти кажам, нешто што обележува и Скопје и не верувам дека постои човек што не ја знае оваа песна. Само наше Скопје, тука ми е се. Тука ние сме баш само наше Скопје. Се дури сме живи, ке се вракаме. Ова е само наше Скопје, тука ми е се. Се дури сме живи, ке се враќаме.